пред нив. Што значи дека ова го имам земено од таму. Секоја година ние и како професори, студентите наши имаат обука за ментално здравје. Разликата помеѓу депресија и депресивна состојба е голема. Депресивна состојба е кога човекот е тажен 2, 3, 4 дена поради реална причина, поради нешто што навистина тажно се случило, а депресија е депресивна состојба која трае повеќе од 2 седмици. Кога човекот не може да јаде, не може да спие, се чувствува нервозен, се чувствува безнадежен и некои од нив имаат суицидни мисли. Што значи депресијата е многу опасна работа. До 2030 година депресијата ќе биде причина број 1 за работна неспособност. За сега е од причина број 2. Професорите на средните училишта во Британија земаат околу 3 милиони денови боледување во текот на една школска година, учебна година. Причина за тоа број 1 е стрес. Современиот човек е хронично загрижен. Не знам дали се сложуваме со ова, меѓутоа мислам дека е за многумина од нас чиста вистина. Тоа се тие воведни мисли и ова предавање ќе биде еден придонес за нашата ментална хигиена, за нашето ментално здравје и за прочистување на нашиот дух, односно за добробит на нашето ментално здравје. Вечерва поставуваме неколку клучни прашања. Како се поврзани грижите и начинот на живот? Каков е нашиот однос кон просторот и времето? И постои ли одмор од грижите? Ова се 3 клучни прашања на кои би сакале вечерва да одговориме. Грижите и начинот на живот. До 19 век лекарите ги третирале болестите на еден поврзан, холистички начин. Намерно е холистик со W, затоа што значи целосен. Холистик без W говори за пантистички поглед на свет. Ова значи целосен, поврзан начин. Основната премиса била дека духовното, физичкото и менталното здравје биле поврзани. Јас можем да ви цитирам една книга која е публикувана во 19 век, потоа во 20 век, каде вели дека вистинското воспитување е рамномерно развивање на духовните, менталните и физичките сили во еден човек. Тоа е вистинско воспитување. Меѓутоа, на почетокот на 20 век ваквата пракса престанува со постоење, кога се воведуваат специјалности во медицината и комуникацијата меѓу специјалистите од различни подрачја е ограничена. Многу често не комуницираат едни со други. Да не збориме дека постои човечка суета. И многу често доаѓа до различни дијагнози, до различни мислења, па дури до различна терапија. Денеска ме демантираат некои млади лекари и ме велат дека оваа пракса полека се менува и дека специјалистите меѓу себе се повеќе соработуваат и се повеќе сваќаат дека ако сакаат да имаат успех лечејќи една болест, мора да се лекува целокупниот човек. И затоа препорачуваат многу често менување на начинот на живот. Влијанието на начинот на живот на менталното здравје е базирано на аналогијата хардвер и софтвер. Ако менталното е софтверот, тогаш телото на човекот е хардвер. Два многу битни органа во човековото тело се битни за човековото ментално здравје. Мозокот е број 1, меѓутоа и она што се повеќе лекари го нарекуваат втор мозок, а тоа се нашите тенки црева. Најголемиот број на нервни клетки после мозокот има во нашите тенки црева. Ова информација доаѓа од една лекарка, психијатар, има завршено на Харвард, работи во Бостон и во Њујорк, се вика Ума Најду, жената е од индиско потекло и има напишено книгата Food Mood Connection. Значи врска помеѓу расположението и храната која конзумираме. Во оваа книга поделена е на 10 поглавја и секој поглавје третира по еден проблем од менталното здравје. Таа препорачува на крајот од секој поглавје што човек треба да избегнува, а што да користи во својата исхрана доколку страда од анксиозност,
доколку страда од депресија, доколку страда од ADHD, Attention Deficiency Hyperactivity Disorder, значи кога децата се немирни, зборува за луѓе кои имаат психотични расстройства, и таа едноставно вели дека незините пациенти некогаш ја взимаат препишаната терапија во секунда, меѓутоа ги немаат саканите ефекти. И една од причините е нивната исхрана. И затоа скоро за сите проблеми со менталното здравје таа препорачува воздржување од бело брашно или рафинирано брашно, рафинирано масло, рафиниран шекер и престанување да се конзумира еден засилувач на вкус. Меѓу нас има хемичари, знаат дека се работи за моносодиум глутамат. Тој е пронајден некаде на почетокот на 20 век од еден јапонски биохемичар, се употребува многу широко во индустријата на правење на чипс, на грицки. И се користи како засилувач на вкус, се користи во изработка на кетчуп и мајонези, значи го има во фаст фуд индустријата многу. И Уманаиду вели дека моносодиумот глутамат е отров за нашиот мозок и за нашето тенко црево. Доаѓаме до 8 принципи за здрав живот. Овие 8 принципи ги третираат сите аспекти на човековото битие. И духовното, и менталното, и физичкото. Првиот принцип е правилна исхрана, вториот изложување, умерено изложување на сончева светлина, физичка активност, чиста вода, чист воздух, умереност. Дефиницијата за умереност е потполно отфрлање на оно што е штетно и умерено користење на оно што е добро. И последните две се фокусот на нас вечерва, а тоа е целосен одмор и доверба во Бога. Вечерва зборуваме за овие две работи кои му помагаат на нашето тело, на нашето ментално, физичко и духовно здравје. Животот на човекот, просторот и времето. Ние сега нема да го цитираме Хајдегер и да зборуваме за феноменологија, меѓутоа ние ќе тргнеме од библискиот поим на простор и на време. Ние живееме и во простор, и во време. Меѓутоа, поголемиот дел од животот, ние интервенираме во простор, во единица време. Ние постојано се трудиме да го завладееме просторот, да го контролираме просторот, а се трудиме времето да го менаџираме. Меѓутоа, што повеќе се трудиме да го совладаме просторот, се повеќе време трошиме и се помалку време ни останува. Затоа што ние сме во овој живот на лизинг, на позајмено време. Кога бев помлад, не размислував многу дека еден ден ќе дојде болест, умирачка и така натака. Мислев тоа е за стари луѓе од 50 години. Сега кога имам 51, се уште се чувствувам млад и свеж. Сега за мене стари луѓе се оние од 90 па нагоре. Просторот го контролираме, времето го менаџираме. Имаме желба да го совладаме просторот, меѓутоа толку го совладуваме просторот, што многу малку време ни останува. Постојат обиди да се контролира времето. Додека бев студент, работев во Англија како обезбедување навечер во продавници во веледрогерии. И сега веледрогеријата не сака да губи пари преку ден, туку работниците кои доаѓаат да реновираат продавницата работат ноќе. Ама веледрогеријата сака да се осигури дека нема да крадат, па затоа унајмува еден човек за обезбедување. Многу често бев тоа јас. И обично работниците работат до 2 до 3 наутро и после се заменуваат, а јас морам да ја чекам менаџерката или менаџерот да ја отвори продавницата наутро некаде околу 7 часот. И сега додека ми останува време за да не седнам и за да не ми се приспие, тогаш одам и гледам што нуди ова веледрогерија. И сакам да знам кои се најскапите производи. Најскапите производи стојат на 2 рафта. Едниот рафт се парфеми и колонски води,
а другиот рафт се средства за помладување. И некогаш рекламите носат наслов "Сопри го времето". Човек може да ги користи овие производи и кој може и кој сака нека ги користи, тоа е убава работа, зошто да не. Меѓутоа овие производи не го сопираат времето. Овие производи само ви помагаат да изгледате посвежо и помладо, што е убава работа. Меѓутоа не го сопираат времето. Денеска постојат специјалности во медицината каде луѓе заработуваат милиони. Пластичните хирурзи заработуваат милиони. И луѓето сакаат да го стопираат времето. Меѓутоа луѓето само изгледаат малку повеќе затегнато. Некој не му се забележува, некој му се забележува, но времето не може да го сопрат. Ние не го контролираме времето, ние можеме само да го менаџираме. Интересно е дека ние поголемиот дел од животот интервенираме во простор за она време кој го имаме и што повеќе сме зафатени во тој простор, ние велиме немам време. Тоа е чудно, секој од нас има по 24 часа. И времето за сите нас е исто. Меѓутоа, што повеќе дел од времето го поминуваме интервирајќи во тој простор, да создадеме, да направиме. Не е лошо да си има кариера. Не е лошо да се обезбеди семејството и да се обезбедат роднините и да се биде благослов во општеството. Тоа не е лоша работа. Меѓутоа, проблемот е кога човекот толку се посветува да интервенира во просторот, да нема време за оние за кои работи. Тоа е еден парадокс. За жал живееме во време кога секоја година работиме повеќе сати за да го држиме стандардот кој сме го имале ланската година. Тоа само значи дека платите не ни растат во склад со реалната инфлација која се случува. И работиме се повеќе, а се помалку време имаме за оние за кои работиме. Семејството, децата, роднините, пријателите, општеството. И кога ќе се завртиме, животот поминал. Мајка ми велеше, полугодие крај година, полугодие крај година, ми отиде животот. Мислејќи, грижејќи се за децата. Тоа не е лоша работа. Меѓутоа, најчесто делуваме во простор, а си го трошиме времето. Се поставува прашањето како го мериме квалитетот на животот. Го мериме ли со простор или со време? Толстој има еден краток расказ во кој се зборува за еден руски богат човек, на кој едно утро му е речено вака: погледни оваа земја и оваа земја во онаа мера ќе биде твоја, доколку отидеш до една одредена точка и се вратиш назад, додека сонцето не зајде. И Толстој раскажува дека овој руски богат човек бил супер заинтересиран и почнал да оди. И одел. Меѓутоа, сонцето се движи по својот пат, времето си минува, веќе било пладне и човекот вели имам време, идам уште напред. Сонцето почнува да оди од другата страна на зенитот, на пладнето, човекот вели имам се уште време. И веќе кога дошло неколку часа пред заоѓање на сонцето, човекот вели мора јас да се вратам. И како одел назад на почетната точка, сонцето идејќи по својот пат со исто темпо, како што оди секој ден, човекот морал се повеќе да го забрзува својот чекор. И на крајот трчал. Интересно дека скоро се вратил на почетната точка, додека сонцето не зашло, меѓутоа бил толку изморен и исцрпен, што веднаш починал. Неговиот слуга земал копач и лопата, ископал дупка и го погребал својот господар. Се поставува прашањето колку земја му е потребно на еден човек. Од висината, длабината е обично 2 метра. Како го мериме животот, квалитетот на животот, простор или време? Да се разбереме.
и просторот, и времето се битни. Најбитно е да се најде баланс. Меѓутоа, тој баланс е како Елдорадо. Луѓето никако да го најдат. Или имаат премногу време, или премногу работат во простор. Ајде да видиме како Бог го создал светот и како Бог се однесува кон просторот и кон времето. Бог создава со тоа што интервенира во простор. Прва Мојсеева, 1 глава, 3 стих до 5. И Бог рече, нека биде светлина, и битна светлина, и Бог виде дека светлината е добра, и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ноќ. И подоцна се вели, и беше вечер, и беше утро, ден први. Што значи ги имаме сите елементи, ги имаме елементите на простор и делување во простор, но исто така сето тоа е омеѓено со време. И беше вечер, па утро, ден прв. Што значи секоја интервенција на Бога во простор е омеѓена со време. Згорена се, создавањето на светот почнува со време во кое Бог создава простор. Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. И сите се прашуваат, а што тоа било пред почетокот? Интересно е дека првата буква во еврејската Библија е буквата Бет. И буквата Бет се пишува слично како С кирилица, само ротирано. А се чита од десно кон лево, што значи дека отворениот простор на буквата Бет е отворен само кон левата страна, оти се чита од десно кон лево. И рабините велат вака: ако одиш нагоре, затворено е. Одиш надесно, затворено е. Одиш надолу, затворено е. Единствено правецот кој оди од десно кон лево е слободен. Што значи тоа е знаењето кој ние како луѓе можеме да го имаме. Што значи се почнува со почеток, со некое време, а потоа во тоа време Бог создава простор, небото и земјата. Интересно е дека Бог создава со план. Создавањето е поделено на денови, во кој Бог создава простор, а потоа тој простор Бог го полни со живи и неживи созданија. Тоа е многу интересно. Бог најпрвин создава услови за живот, а потоа создава луѓе, животни, птици, риби, кои ќе живеат и ќе се хранат во тој свет. Сега, што Бог создал во третиот ден? Дали некој се сеќава ако сте читали Библијата? Сега ќе ви покажам една шема, библиска е, која ќе ви помогне во секое време да знаете што Бог создал. Во првиот ден Бог создал светлина и ја одделил од темнината. А во четвртиот ден создал небески тела, едно видело големо, кој управува со денот, едно видело мало, кој управува со ноќта. Се избегнува зборот сонце и зборот месечина во Библијата. Посебно зборот сонце се избегнува тука намерно, од зборот сонце на еврејски е шемеш. И звучи многу слично, ако не и исто, со името на месопотамскиот бог на сонцето Шамаш. И ако се сеќавате во астрологијата која доаѓа токму од Месопотамија и од Египет, повеќето небеските тела имаат особини, имаат карактеристики на божества. Меѓутоа, прва книга Мојсеева вели дека освен Бог нема други божества. Затоа небеските тела, сонцето, месечината ги нарекува светилки, видела. Бог создал светлина, а потоа небески тела да управуваат со таа светлина. Бог го создал сводот кој ги разделува водите над и водите под сводот или небото. А потоа во петиот ден Бог создава небески птици кои летаат по сводот и создава водни животни кои пливаат во овие води. Значи прво имаме простор, па потоа тој простор се пополнува
со одредени живи или неживи созданија. Конечно, во третиот ден, Бог и наредува на водата да се повлече, создава копно и изникнуваат растенија. А потоа Бог создава живи суштества, земни животни и човекот, кои живеат на копно и јадат овие растенија. Имав еден професор по етика, кој не поучуваше како да се основа семејство. Тој велеше пред Бог да создаде желудник, кој ќе ја прима храната, Бог создал храна. Пред да создаде бели дробови, кои ќе дишат, тој предходно создал воздух. Поентата му беше, пред да основате семејство, пред да добиете деца, морате да се спремите да бидете родители. Мора, најпрвин тој велеше, во својот ум да станете татковци и мајки, па потоа да добиете деца. Вели дека треба најпрвин да имаш минимални услови, а потоа да создаваш деца. И сега, како велиме, имате на една страна простор или нешто што се случува во просторот, а подоцна тој простор е пополнет. И како што гледате сите овие 6 дена, секој си има свој пар. Сите се во кореспонденција. И конечно доаѓа 7-миот ден, така наречено благословено и посветено време. Овој ден нема пар. Овој ден е уникатен. Овој ден е различно и радикално различен од останатите 7 денови. Во овој ден се случува нешто посебно. Кога ќе ги прашате теолозите или некои христијани, кој е врвот, кој е кулминацијата на создавањето, мнозина ќе ви кажат тоа е човекот. Меѓутоа, човекот е кулминација на физичкото создавање. Но кулминација на целокупното создавање е благословено и посветено време. Поентата на создавањето, бидејќи времето е благословено и посветено за посебна намена, каде Бог се одмара, односно престанува радикално поинаку да во тој ден делува, ние велиме дека кулминација на создавањето не е физичкото, туку духовното. Тоа значи дека уште кога Бог го создал светот, духовното представува цел број 1 на животот, на работата и на се што имаме и се што сме. Меѓутоа, Бог исто така ни вели дека сме дел од физичкото создавање. Па затоа пред да создаде човек, создал од што човекот и каде да живее. Пред да создаде животни, им создал место за живење и им создал храна. А пред да имаме небески тела кои ќе управуваат со денот и ноќта, не имаме светлина која е разделена од темнината. Значи, зборуваме за благословено и посветено време. Ова е вечерва целта на нашето размислување. Кое е тоа и какво е тоа благословено и посветено време? Во 7-миот ден, вели Библијата, Бог ги заврши сите своји дела, што ги направи. И се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. И Бог го благослови 7-миот ден и го посвети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Интересно е дека Библијата не вели до 7-миот ден Бог ги заврши своите работи, како што вели New International Version, преводот на англиски јазик, не вели до 7-миот, не вели на 7-миот, буквално вели во 7-миот ден Бог ги заврши сите своји дела. И него луѓе се прашуваат, ако Бог ги завршил своите дела во 7-миот ден, тоа значи дека работел. Тоа го забележали античките рабини во Израел и биле шокирани кога го читаат овој текст и велат во 7-миот ден Бог работел. Меѓутоа, читајќи го текстот, тие доаѓаат до заклучок дека во 7-миот ден Бог создал благослов, Бог создал свето време. И Бог во 7-миот ден радикално поинаку се однесува отколку останатите денови. Во тие денови престанал да создава. Тоа е идејата на Божиот одмор. Божиот одмор не е тука затоа што Бог се изморил. Идејата е дека Бог радикално престанува со своите активности.
Значи, идејата е дека седмиот ден постои уште во рајот. Јас не знам од каде таа идеја која се развила во нашиот народ да велат дека ќотекот дошол или потекнал од рајот. Тоа е грешка. Не знам дали е Бранислав Нушич одговорен за таа идеја или некој друг. Меѓутоа, една од работите која излегла од рајот е благословениот седми ден. Благословено и посветено време. Тоа излегло од рајот. Тоа е рајска институција. Сега, да споредиме свет простор и свето време. Во една општа култура на Балканот, не само кај нас, што е побитно, свет простор или свето време? Си бидем искрени. Свет простор. Во Србија има една планина, се вика Ртањ, изгледа како, оддалеку која ја гледате, како пирамида, и еден добар број на жителите во Србија, а и многу луѓе низ светот, веруваат дека таа планина зрачи посебна енергија. Луѓе јадат мед од таа планина, и кога 2012 луѓето веруваат дека мајанскиот календар прорекува крај на светот, луѓето побрзаат да одат на, тоа беше, ја мислам, 20 декември, побрзаат да одат на Ртање. Оти светот ќе пропадне, ама таму ќе се спасат. И јас се сеќавам дека горската служба на Република Србија на 20 декември на утрото ги молеше луѓето не одете, времето е многу лошо, ќе заглавите, не можеме да помогнеме на сите луѓе. Исто и денеска луѓето одат на свет простор. Луѓето имаат повеќе почитување кон светиот простор отколку кон светото време. Кога ги го споредите просторот како свет простор во античкиот Блиски Исток, каде Библијата настаната, каде Бог се открива на еден посебен начин, вие ќе видите дека во паганските религии светиот простор представува посебно место каде што луѓето може да се поврзат со боговите кои живеат негде на небото или во некое друго подречје. Меѓутоа, кога ќе се вратите во Библијата и ќе видите кога Бог им вели ајде направите ми светилиште. Зошто? Во тоа светилиште ќе се среќаваме вие и јас. Во тоа светилиште не доаѓаат луѓето за да се поврзат со Бог кој живее на небото, туку во тоа светилиште доаѓа Бог да се сретне со својот народ. Интересно е дека првото светилиште било шатор. Изработен на еден посебен начин и било изработено во пустината додека евреите патувале, израелците, од Египет кон ветената земја. Значи патувале на простор југ-север. И направен е шатор, меѓутоа како патувале, така го склопувале шаторот и кога Бог им велел да застанат, ќе го расклопат. И кога ќе го расклопат, тоа е храмот. Тоа е светото место. Што значи светото место додека патувале 40 години низ пустината, ја менувало својата локација. Што значи дека тлото под шаторот не било свето само по себе. Туку само кога Бог се манифестира на еден посебен начин, местото станува свето. А како се манифестира, оти Бог доаѓа со своето присуство. Интересно е, ако одите во Евангелието според Јован, првата глава, вие ќе видите, односно ќе прочитате една изјава, дека Словото, Христос, стана тело и се насели помеѓу нас. Глаголот насели е скеноо, а скене значи шатор. Што значи кога Христос дошол, својот шатор го поставил меѓу нас. И Христос за своето тело, подоцна во Јован 2 глава, ќе каже: срушете го овој храм и за 3 дена јас ќе го подигнам, мислејќи на своето воскресение. И Христос како свет простор, дали е фиксен, дали е статичен, Христос се движи. Се движи во простор, ама своето време им го посветува на луѓето. Во свет простор може да собере ограничен број на присутни луѓе. Во свето време може да собере неограничен број на луѓе. Времето е неограничено, како што е ограничен просторот во смисол на волумен, во смисол на присуство.
Во светиот простор влегувале исклучиво избрани свештеници, дури во Стариот Завет, дури во Библијата. Меѓутоа, свето време е поврзано со слободната волја да се престане со работа и да се одмори. Кога велам слободна волја, тоа не е само избор, еден од многуте, туку оваа слободна волја е специфичен одговор на специфичното откривање на Божјата намера за човекот. Што значи, светото време му е понудено и откриено на човекот, а човекот со својата слободна волја одлучува да престане со работа и да се одмори. Но таа слободна волја е поврзана и со вера и со доверба. Затоа што му верува на Господа, затоа се донесува таа одлука да се престане со работа и да се одмори. Светиот простор е конкретна локација. Меѓутоа, светото време е на секоја локација. Во свето време може да учествува било кој, било каде. Зошто седмиот ден? Нема толку логика колку некои други од 10 заповеди. Инаку заповедта за седмиот ден е четвртата заповест, во која Бог вели 6 дена ќе работиш, а во седмиот ден ќе одмориш. А најпрвен вели сети се, запомни да го празнуваш, посветуваш седмиот ден. И вели 6 дена ќе работиш, а во седмиот ден ќе одмориш. Да не заборавиме, четвртата заповест ни заповеда да работиме 6 дена. Четвртата заповест не охрабрува мрзеливост, не амбициозност. Четвртата заповест ни заповеда 6 дена да работиме, а во седмиот да одмориме. И нема толку логика зошто баш тој ден. Освен логиката, така заповеда Господ. Затоа велам, кога се бира седмиот ден за одмор, ние му веруваме на Господа дека тоа навистина е така. Тој одбрал, тој посветил, тој благословил. Затоа овој ден е посебен. Нема ниту една метеоролошка причина, астрономска причина зошто баш седмиот ден саботата. Сонцето изгрева и заоѓа како и секој ден. Може да биде сончево, врнежливо, ветровито, може да биде убаво време, може да биде лошо време, може да паѓа дожд, може да паѓа снег, може да биде ведро. Значи нема никаква надворешна некоја карактеристика или знак по кој познаваме дека посебно време е. Освен така заповеда Господ. Бог го одредил времето и го обележил со благослов. Ова е многу битно, затоа што одморот е навистина благослов. Кога не би имало време за одмор, ние би живееле далеку, далеку по-кусо, отколку што живееме денес. Одморот е всушност благослов. Одморот е благослов да човекот се сети дека Бог му е создател, дека се што има доаѓа од Бога и дека човекот треба да здивне, да одмори и да измери од каде му доаѓаат благословите. Еве четвртата заповест. Помни го саботниот ден за да го посветуваш, 6 дена работи, а седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на седмиот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и посвети саботниот ден. Саботниот ден има логика, затоа што има Бог кој е создател и го посветил тој ден. Запомнете дека ни странецот кој кај вас на гости не треба да го терате да работи. Интересно, некои евреи оваа заповед заповеди сваќаат многу буквално. И тие, да речеме, постојат ортодоксни евреи кои во сабота нема да повикаат лифт. Туку во многу хотели во Израел лифтот во сабота застанува автоматски на секој спрат. Има луѓе кои во сабота евреи кои не го вклучуваат шпоретот да ја подградат храната. И ми кажуваат некои мои пријатели кои имаат пријатели евреи, соседи, и вели во сабота не викаат дојде не го вклучи шпоретот,
дојде да не го исклучиш поредот. Тоа не е баш многу фер. Ако веќе така ја празнуваш саботата, тогаш повели извини ниту странецот кој е во твоите порти. Се разбира, тоа е една врста на еден вид на фанатизам, кој нема врска со животот. Храната може да се подрее, човекот треба и може да се лекува во сабота, пожар треба да се гаси во сабота, живот треба да се спаси во сабота, се што се однесува до човековиот живот, во сабота треба да се стори, за да на тој човек или на тие луѓе им се помогне. Саботата пред Синај. Интересно дека саботата не се појавува само во 10 заповеди, туку таа пред се појавува во рајот, кога Бог го создал светот, и исто така се појавува во 2 Мојсеева, каде се вели дека за да човек се припреми за сабота, храната ја припрема во петок. А храната која доаѓала во пустината е мана која паѓа од небото. Таа мана во 5 работни дена не можела да го преживее денот. Но во 6-тиот ден таа редовно го преживувала и 6-тиот и 7-тиот ден без да иструли. Саботата во Новиот Завет. Христос и учениците, вклучувајќи го и апостол Павле, секоја сабота ги наоѓаме во синагога. Евангелието според Марко почнува дека тој една сабота дошол во синагога и во таа синагога се соочил со обседнат човек. Во Лука 4 глава 15 и 16 стих се вели дека Христос според својот обичај, нешто што го правил целиот свој живот додека бил на оваа планета, отишол во синагога во сабота. Апостол Павле на своите мисионерски патувања првите саботи веднаш ги поминувал во синагога, разговарајќи и убедувајќи ги локалните евреи дека Исус од Назарет е Христос. Интересно е дека во Лука 23 глава 56 стих, непосредно после Исусовата смрт, жените следбенички на Исуса Христа го прателе Јосиф од Ариматеја и неговите луѓе да видат каде го погребуваат Христа. Кога виделе каде го погребуваат Христа, бидејќи настапила саботата, се вратиле во своите домови да одморат, вели апостол Лука, според заповедта. Апостол Лука го пишува своето Евангелие некаде преку 30 години после овој настан. Доколку саботата се уште не била на сила да биде ден од одмор кој Бог го посветил, тогаш Лука сигурно би додал, ако утрите женички не знаеа дека саботата престана да биде ден за одмор. Меѓутоа, таков коментар немате во Библијата. Која е содржина на саботата? 3 Мојсеева 23 глава ни вели дека саботата е ден на богослужение, ден на свет собир, ден кога луѓето се собираат и заедно му благодарат и го прославуваат Бога. Секој 7 дена луѓето на еден посебен начин се подсетуваат дека Бог е нивни создател, дека тој е оној кој ги одржува нивните животи и дека нема му се благодарни за се што имаат. Кога без прекин луѓето би ја празнувале секоја сабота од времето на создавањето, денеска не би имало атеисти. Луѓето секогаш би се сеќавале дека има Бог. Исаија 58 глава. Книгата на пророкот Исаија има 66 глави, онака како е поделена во 14 век после Христа, и таа е тематски поделена на 3 дела. Првиот дел е од 1 до 39 глава, вториот дел е од 40 глава до 55 и третиот дел е од 56 глава до 66. Од 1 до 39 глава повеќето од текстот се пророштва на критика или наменети кон израелскиот народ, или наменети кон паганските нации. Меѓутоа, кога се доаѓа во Исаија 40 до 55, се работи за утеха на Божиот народ. Меѓутоа, од 56 до 66 глава не се работи само за утеха, туку се работи за обнова на Божиот народ. И сега во темата на таа обнова, во 58 глава, постои еден убав текст и вели вака: ако се воздржиш да во сабота не ги работиш своите вообичаени работи. Ако саботата ја наречеш милина, вели нашиот превод,
а еврејскиот вели нешто што би го превеле како задоволство, уживање. Тој збор се употребува во еврејската Библија само на 2 места, и двете места се во Изаија, и англичаните го преведуваат како delight, значи уживање, нешто што навистина предизвикува големо задоволство. И Бог вели преку пророкот, ако навистина ја проглаши саботата за задоволство, не одејки според своите интереси, тогаш навистина таа ќе ти биде големо задоволство и јас посебно ќе те благословам. Што значи саботата е предвидено да биде радост. Саботата не е предвидено да биде товар. За жал, имам другар, живее покрај Ерусалим, оти би вели многу е скапо да се живее во Ерусалим, ама работи во Ерусалим. Евреине, роден во Израел. Евреите кои се родени во Израел за себе викаат дека се цабга. Цабга е еден вид на кактус, кој го има насекаде во Израел, и има плод кој има боцки. Меѓутоа, кога го отворите плодот, натре е многу сладок. И другар ми вели, такви сме ние. Од надвор сме со боцки, ама внатре сме многу сладки. И тој плод можете вака да го фрлите на земја и во голема мерка ќе пушти семе и тоа растение повторно ќе изникне. Зато за себе вика дека се цабга. И тој ми вели, кога одиш низ Ерусалим во сабота, ти гледаш дека ортодоксните евреи, кои саботата ја сваќат како товар, се мачат. И вели, познавам некои од нив, кои едва и чекаат саботата да помине, за да им олесни. Меѓутоа, пророкот вели, саботата треба да ти биде задоволство. И во тоа задоволство уживаме само и доколку само уживаме во заедницата со Бога и заедницата со ближните. Значи, донесуваме свесна одлука во тој ден да одмориме. И своите грижи, своите обврски кои ги имаме во овој свет, едноставно ги оставаме на страна и живееме за Господа. Некои луѓе се прашат, добро, што зборуваш ти? Кај ти живееш? Дали живееш во реалност? Погледни околу себе. Луѓето работат 7 дена од 7 и едвај крпат крај со крај. Едвај. Газдата ќе ги отпушти од работа. Директорот ќе им се налути. Ова ќе им се случи, она ќе им се случи. Да се разбереме. И над газдата има газда. И на директорот има директор. На кого сакаме да му угодиме повеќе? На Бога или на газдата? Само да ви докажам дека сум дел од овој свет. Ова не е фалење. Англија 2004 година работев како обезбедување во еден трговски центар. И обезбедување се работи 24 сати седмично. Кога отидов на интервју, им реков на луѓето кои ме интервјуира дека од петок навечер, кога почнува саботата, до сабота за едисонце, не работам. И луѓето рекоа, нема проблем, знаеме, те вработуваме. Се работи за една од најстарите фирми за обезбедување во Англија, основана е некаде во средината на 19 век, до пред 20 години исклучиво и само воени ветерани можеле да учествуваат, луѓе кои служиле војска. Мене ме спаси што пред 30 години сум отслужил војска и тоа беше плюс на тоа интервју. И почнав да работам, меѓутоа, бидејќи сум студент, не ми даваат полно работно време, него постои еден од најнепопуларните уговори за работа кои можете да ги имате. Се вика Zero Hours Contract. Значи, уговор на 0 сати. Тоа значи работиш, те плаќаме. Не работиш, нема пари. И почнав да работам, парите почнав да пристигнуваат, се беше окей. Едно лето, човекот кој му се јавувам секој понеделник и му велам дали имаш работа за мене оваа седмица. И некако човекот му бев симпатичен, ми даваше секојаш да работам оноку колку сакав. И доаѓа еден четврток во еден трговски центар каде работев и ме вели, слушај, еден од твоите колеги се разболе,
утре вечер, петок навечер, во 6 саат да си тука на работа. Ја му велам, Адриан, ти знаеш дека јас не работам и не можам да дојдам на работа. И он вели, мене не ме интересира, тоа е твоја работа, мораш се појавиш тука. А Адриан е воен ветеран. Има учествувано во војната на Фолкландските острови. После ми рекол дека бил кувар, ама нема врска. Важно бил таму. Сега, тоа што правил јадење, тоа е друга работа, бил во позадина. Ама мене ми се фалеше дека бил воен ветеран. И јас како таков го почитував и на некој начин имав некој страво почит. И тој ми вели, мораш да дојдеш. Ја му велам, Адриан, ја не можам да дојдам и ти знаеш дека е така, јас не те лажам. И тој ми вели, не, мораш да дојдеш, тоа е твоја работа. И ја му велам, слушај, овде постои верска слобода, постојат права, јас се вадам. Ми вели, слушај, ја на таа врата не чукам, ми вика. Ти утре можеш да се појавиш тука. И јас му велам, ја утре не се појавувам. И тој ми вели вака, ако утре не се појавиш тука, во понеделник немој да си ми се јавил да бараш работа. Со тебе е завршено. Нормално ја не се појавив на работа, помина викендот. Јас сепак решив во понеделник наутро да се јавам, па што биде нека биде. Се јавувам, се јавува секретарката и велам добро утро, дали Адриан на смена да ми даде смена? И ми вели Адриан не е тука. Што се случи со Адриан? Па вели Адриан повеќе не работи за оваа фирма. Која е причината, не смеам ти кажам, постои правен процес на суд. Подоцна разбра дека човекот ја оштедил фирмата за $500,000 фунти. И човекот го снема. Англија, 2004 година, демократска земја, верски слободи, можете да работите многу работи, меѓутоа имате притисок. Нема работа, нема пари. И јас тој ден избрав да му служам на Бога, па нека биде што сака. Можно е. Меѓутоа, не заборавите дека христијанството има и маченичка страна. Што значи, треба да се верува без оглед на она што луѓето го велат. Саботата и за тугинци. Исаја 56, 3-7 вели, тугинците кои го љубат Бога и ја празнуваат саботата, ќе бидат дел од неговиот вечен народ. Кој е наравучение за вечерва? Одморањето во сабота е свесна одлука дека сакаме се да предадеме во Божји раце. Верувајте, ова е една од најтешките лекции кои се учи во христијанството. Ако ме прашате мене, јас оваа лекција ја учам секој ден. Не знам како кај вас стојат работите, меѓутоа, мислам дека сум човек кој сака многу да ја контролира ситуацијата. Англичаните тога нарекуваат control freak. Човек кој сака постојано да е во контрола. Човек кој сака да ги држи работите во свој раце. Меѓутоа, ние како христијани не сме повикнати на такво нешто. Бог не повикува да се предадеме во негови раце. И тоа е нешто што се учи најтешко. На крај, вкусете колку е добар Господ и да се одмориме од грижите. Повторно велам, донесуваме свесна одлука да 24 часа паузираме од грижите на овој свет. Тоа е здравје за секој од нас. За современиот човек, свесно бирање на свето време во кое може да се одмори е живо здравје. Тоа само може да им помогне на начинот на живот кој го живееме и на она што ни се случува. Мисла која можеме да ја земеме со нас вечерва. И секоја ваша грижа префрлете ја на Него, Бог, зашто Тој се грижи за вас. Најтешкото нешто е да го направиме ова, барем за мене. Но ако успееме, уживањето, благословот, добивката е огромна. Бог не повикува да направиме чекорна вера. Дали сме доволно храбри да го сториме тоа? Нека Бог не благослови нас и нашите деца.